Нема некој кој што не слушнал за областа Мариово. Најубавата, но и ненаселена област не во цела Македонија, туку и во цела Европа. Ако одиме според онаа народната песна, кој пат води за Мариово, овој е тој пат кој што води за Мариово, веднаш позади мене, но само во Прилепскиот дел од Мариово. Областа Мариово опфаќа околу 1000 км квадратни и е поделена на 3 делови. Прилепскиот дел, кој што опфаќа 50% од таа територија, потоа Полскиот дел и Кавадаречкиот дел. За жал, иако една целина, овие 3 делови инфраструктурно со асфалтен пат помеѓу себе не се поврзани. Се поврзани со некои тесни планински патчиња каде што единствено може да се помине со теренско возило. Таквите лоши и катастрофални, да не речем, услови за живот биле причина во текот низ годините и децениите наназад населението да направи вистински екзодус од овој крај и да мигрира во поголемите градски средини, но исто така и во странство. Она што сакам да кажам дека оваа слика што денес ќе имаме можност да ја видиме во оваа репортажа, за жал, денес ни се случува во голем број наши населени места, села и градови. Голем дел од граѓаните, како што порано мигрирале од Мариово за подобри услови за живот, денес мигрираат од цела Македонија. Денес на Македонија се случува буквално вистински екзодус на младите кои што заминуваат во странство. Пред извесен период словенски новинари кои што дошле тука да направат репортажа токму за овој предел, за Мариово, кој опишале со зборовите најубавата пустина во Европа. Да се надеваме дека нема да станеме и како цела држава тоа што го опишале словенските новинари. Најубавата пустина во Европа. Ќе останеме само најубавите, но никако пустина. Ајде да погледнеме што сега се случува и како живеат тие преостанати жители во Мариово. Ќе отидеме до најоддалеченото село во Прилепскиот дел, а тоа е селото Витолиште, каде што се останете да живеат уште 30 постојани жители. Селото се наоѓа веднаш до самата граница со Грција, ги дели само граничниот, односно планинскиот премин железна порта. Ајде да одиме до Витолиште. Еве сега, тука пред нас се наоѓа планинскиот премин, кој што се вика Слива, односно портата на Мариово. Од тука започнува овој предел. Она што би сакал да го кажам, а да се надоврзам на најавата на оваа репортажа, за тоа колку државата се грижи за овој крај на Македонија, е тоа што во 30 години независност ниту еден председател на Македонија и ниту еден премиер не ја посетил оваа област. Најголемата државничка функција која што го посетила Мариово е функцијата градоначалник. Самото тоа кажува каков е односот на државата и колку незе и е гајле за луѓето кои што живеат во овој крај. Еве пред нас се отвора Мариовскиот предел, како што може да се забележи. Единствената позитивна работа која што државата ја направи во последните неколку години е тоа што рехабилитираше дел од овој пат кој што води кон селото Витолиште, но никогаш нема да ги заборавам зборовите на еден старец од селото Витолиште, кога го снимавме и кој рече: порано пат немавме, но деца имаше. Сега пат има, но луѓе нема. Така да некогаш можеби инвестициите се добри, но кога ќе се задосни со нив, џабе е се. После некаде 30 километри возење од Прилеп стигнавме и до познатиот Расим Бегов мост. Ова е еден од најубавите предели тука во Мариово, ја имаме реката Црна и оваа прекрасна природа околу нас. Ова место, освен што е познато по реката Црна и по големиот број риболовци кои што доаѓаат тука да ловат риба, практично во последниве
неколку години од мојата десна страна, на другиот брег на реката Црна, се направи и цела населба, цела рибарска населба од љубителите на рибарењето. Овој дел, односно овој мост, Расимбеговиот мост, е познат и по една легенда или приказна, односно турското злато. После 1910 година, кога се гледа крајот на Османлиската империја, од Отоман банката во Битола, огромни количини на злато, турската војска сака да ги пренесе во Истанбул според дел од историските записи. Генералот кој што ја предводи таа војска поминува токму на ово место каде што се наоѓаме, но за жал војската не успева да го однесе тоа злато во Истанбул. Златото е закопано во овој предел, направена е мапа и турскиот генерал се преселува, односно бега во странство. Според дел од записите, тој заминува да живее во Белгија. После извесен период, кон почетокот на 80-тите години, во тогашна Југославија доаѓаат негови потомци на тој генерал со одредена карта во соработка со тајната служба на Југославија и заводот и музеј Прилеп, доаѓаат тука да го најдат тоа злато. Тука седат и копаат 2 недели, но според изјавите златото во тој период не е пронајдено. Она што е интересно е да се каже дека тоа злато продолжува да се бара и до ден денеска. Поголема потрага по тоа злато се случува некаде кон крајот на 90-тите години во независна и самостојна Македонија. Затоа сведочат и рибарите кои што во тој момент се наоѓале во овие рибарски куќички. Тоа се случува ноќе, веднаш доаѓаат на ново место, практично е опколено со припадници на тогашната полиција и армија на Македонија, доаѓаат хеликоптери, тешка механизација, се копа во овој предел, а додека рибарите биле затворени во рибарската куќичка што се наоѓа позади мене, им било кажано да не излегуваат се до утредента. Другиот ден, кога припадниците на полицијата и армијата заминале од ова место, рибарите можеле да видат само една огромна ископана дупка која што се наоѓа на другиот крај од мостот. Според изјавите и тогаш златото не било најдено, но сепак останува мистерија дали воопшто тука има злато и дали некој некогаш го пронашол. Сега ќе продолжиме понатаму, до селото Витолиште ни остануваат уште само 20 на километри. Кога одите по патот за селото Витолиште, од вашата десна страна, моја лева, ќе може да забележите знак каде што пишува село Манастир. Во селото Манастир, од оваа локација каде што се наоѓаме, до селото Манастир има околу 3 километри. Патот е асфалтен и во самото село се наоѓа познатиот манастир Свети Никола, кој што е стар околу 750 години и во последниот период е единствениот некаков си центар во целиот овој пуст крај, каде што доаѓаат голем број верници и од Прилеп и од Битола, ако не во другите денови во недела и за поголемите празници, кои што сакаат да присуствуваат на литургиите кои што се служат во тој православен храм, чиј што игумен е отецот Никола, заедно со неговото братство. Инаку она што е интересно да се каже дека селото Манастир требало, според плановите, и треба се уште, да биде некаде на бреговите на она фамозно езеро, вештачко, Чебрен, кое што го ветуваат сите влади во независна Македонија во овие 30 години. Од мојата лева страна требало да се изгради една поголема населба за работниците кои што би ги граделе тие две вештачки езера, Чебрен и Галиште, како што кажав, кои што се сплануваат години назад, но ниту еден камен не е направено од сето тоа. И планот бил на овие две хидроцентрали да работат околу 5000 работници. Да се направи една мала урбана населба и потоа тие работници да останат, да живеат и да функционираат тука во овој предел. Низ историјата познато е дека Маријово никогаш немало поголема урбана или градска средина, секогаш тие биле мали, рурални местенца, раштркани на сите страни, така што во почетокот на 90-тите тоа бил план и еден обид, ете така да кажеме, да се создаде таа за прв пат поголема урбана населба каде што би живееле тие работници, а понатаму продолжиле да функционираат на друг начин,
но за жал, еве, 30 години потоа, плановите за изградба на чебернигалиште се уште не се остварени. Да продолжиме по нашиот пат кон селото Витолиште. После 60 на километри возење, конечно стигнавме до селото Витолиште, каде што ќе се обидеме да поразговараме со дел од неговите жители за тоа каква е моменталната ситуација во Маријово и во каква состојба се наоѓа овој крај. Ќе поразговараме и со Спасе Чакревски, слободно можам да кажам еден од последните вистински херои кои што им пркосат на сите овие прилики, времења и невремења и на целата оваа состојба, иако млад, остана да живее тука, во селото Витолиште, каде што гледува стока и го произведува оне позната мариовски специјалитет, а тоа е познатото мариовско биеносирење. Добар ден. Добар ден. Здраво, Спасе, како сте? Добро, како сте ви? Еве дојдовме од Прилеп во Витолиште да видиме како денеска се живее во Маријово, какви се условите за живот. Јас кога доаѓаме тука имав една најава пред самото село дадена и те представив како еден од последните херои на Маријово кој што иако млад им пркоси на сите овие предизвици со кои што се соочува секојдневно, со целата оваа ситуација во која што се наоѓа овој крај. Живееш тука, твоите деца учат во Прилеп, но секој викенд се тука и на еден начин го одржуваш огнот во родното огниште, што би рекли. Па да, знаеш како, може мене ми е судено да бидам тука, а јас како човек сакам предизвици со нешто. Меѓутоа предизвици е да живееш моментално во област каде што на 500 километри квадратни имаме 14 населени места и население од 200 или помалку од 200 жители според последниот попис, а не е толку едноставно. Може би не е зборот херој, е нешто друго според моите видувања, меѓутоа е тешко и може да се опише со некоја поблага форма. Да патуваш 50 километри со сопствено возило, за основните намирници да ги набавиш и то мораш да го правиш 2 пати неделно минимум, да образуваш 2 деца, едно на високо образование и друго во средно, да ги воспитуваш да си ја сакаат сопствената татковина и сопственото родно огниште, гледајќи светот во кој правец се движи, гледајќи што се случува со младиот свет, сепак е некоја храброст, може да кажам. Но ете, ние одлучивме на тој начин да го живееме животот, иако е тежок, иако е еднаков со животот во градовите и по големите места, меѓутоа тоа е може би нашето реалност. Овдека буквално денеска нема никакви услови нормални за живот. Немате превоз, немате лекар, немате дури ни продавница од каде би купили намирници. Единствена некаква институција која што функционира е пограничната полиција и тоа е тоа. Па да. Буквално нема ниту една фирма која што работи, освен некои рудници кои што се наоѓаат тука во околината. Па да, знаете како, значи многу е неедноставно да сето тоа го споиш и да функционираш како реален човек во 2022 година, значи ова што го спомнати. Меѓутоа така ние ги поставуваме работите. Значи мораме така да се прилагодиме за да успееме и за тоа психолошки го преживуваш. Оти знаете како ако размислуваш дека што ако се разболиш а немаш лекар? Што ако ти се скусат основните намирници? Знае пазете, Маријово е висорамнина со високи надморски височини. Што ако размислуваш дека зимово ќе падне снег од, не знам, 60-70 сантиметри, а знае Маријово да биде изолирано и по неколку недели, десеците дена, значи без струја, без телефони, пазете. Значи сне немале ние без 10 дена струја, сне немале телефони, никаква комуникација. Правиме го пред година, две или не знам, пред 5 години. Меѓутоа, ние како луѓе тоа го имаме подготвено претходно како треба да се справиме. И тогаш знаеме да се организираме, иако се многу малки, самостојно. И ние знаеме дека државата одамна не заборавила нас. И ние сме свесни за тоа и нас можеби ни смета, меѓутоа јавно не сме го искажале тоа. Зошто? Како дојде до оваа ситуација државата комплетно да се откаже од овој предел? Затоа што јас, како што кажав, можеби пред години оваа миграција, овој екзодус се случуваше тука во Маријово, но сега, за жал, оваа слика се пресликува и во други региони во Македонија. Масовно младите се иселуваат од целата наша татковина.
Вака, според податоците во 50-тите години, значи во Маријево сточниот фонд се движел вака. Значи Маријево се попишани 105.000 грла овци, 25.000 крупен добиток. Знаете кој е тоа државно богатство? И сега нашиве сограѓани кои ќе појдат во маркетиви се чудат зошто цените на млечните производи за последниве 3-4 месеци се со 100% поскапени. Затоа што и на ниво на држава сточниот фонд е далеко намален. Значи не го зборувам ова ја случајно. Значи Маријево не може да биде индустријска зона и не треба да биде. Значи Маријево треба да биде како регион извор на храна. А светот, значи јас така размислувам и тврдам да тоа светот во поблиска иднина ќе биде борба за храна. Значи храната ќе биде се понедостапна за луѓето. И тогаш можеби некој ќе се сети дека да, ние го имавме Маријево, го оставив некој што беше изворот на храната, ама мислам дека е касно, дека нема формула која може на кратки временски интервали да го врати во нормала ова напуштен регион. Кажете ми како се живее денеска во Маријево? Како? Баш никако. Проблеми имаме колку ти душе сака. Од кај сака да почнеме, еден по еден да и елаборираме. Кои се најголемите предизвици со кои се соочувате секојдневно? Прво, ние 14 села сме во Прилепскиот регион, Прилепско Маријево, прво нема превоз за луѓето. Нема многу жители, ама тие што нема кола, човек не може да појде на лекар, што се вика. Второ, 14 цела држава не обезбеди, се сменуваат градоначалници, пратеници, интересни се му интересни за изборите, нема лекар. Има ли надеж некојаш да се врати животот тука како што бил порано? За догледно време шанса нема. Неќе никој да се занимава со овакви работи, со сточарство, со земјоделие. Ви кажав условите, најбитните работи нема. Не можеш ти да имаш, земиш фамилијата тука со деца мали, да немаш лекар. Ќе дојде снег, зимо, и ние што сме се возила тука, не можеш секојаш да одиш да по едно апчево Прилеп, еден зап да те боли. Така, не знам што мислат. Според вас што треба се направи? Држава треба да мисли. Овие што и гласаме. Тоа треба да се направи. Ние сме му интересни, дура се изгласа и крај. Завршена работа. Од ниеден не сте задоволни, од ниеден. Ни од позиција, ни од позиција. Ниеден. Не бркаат работа никој. Сите се среброљупци само. И толку. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добре. Крепи помалку. Како се живее во Витолиште денеска? Витолиште денеска се живее никако. Речено никако. Бидејќи сите млади избега, само ние старите останавме и нема кој, немаме сега ниту продавници имаме, ниту луѓе има. 240 куќи беа, од тие 240 куќи сега само 38 души овде жители има, стари луѓе, отворени куќи, другите куќи сете се распаднати. Доаѓаат ли тука политичари, ви ветуваат нешто? Ветуваат само за кога ќе гласам. Инако не знаат каде е Маријево. Или пак ќе дојдат овде кај некој ќе му испече јагне, тогаш една тура ќе дојде со 3-4 корли 5. Така прават. Значи кога треба да се јаде, тука се прави и за сликање. Да, тука се прави тие. А нешто имаат направено, исполнето од ветувањето? Ништо. Ама апсолутно ништо. Се наоѓаме во старата општинска зграда во селото Витолиште, кога овој објект функционирал како зграда на тогашната општина. Инаку Маријово било самостојна општина се до 2004 година, односно се викало општина Витолиште. Со новиот закон за територијална поделба во 2004 година Маријово се соединува со општина Прилеп и сега целиот овој регион потпаѓа под општина Прилеп. Како што може да забележиме, на оваа врата тука пишува градоначалник. Денес, за жал, таа е затворена.
Дали во 2004 година се направи можеби најголемата грешка со тоа што не се остави Мариово да функционира како самостојна општина. И дали можеби ако овој регион беше самостојна општина, ќе можеше многу повеќе да се избори за подобар квалитет за живот на своите сограѓани, тоа за жал не можеме да го дознаеме. Сега во овој простор, тука како што можеме да забележиме, се наоѓаат само овие пултови за гласање, кога партиите доаѓаат кај овие жители и само бараат од нив, односно на секои 4 години доаѓаат и го бараат нивниот глас, а за жал не им даваат ама воопшто ништо. Она што е исто така интересно да се каже за овој објект е дека токму во оваа просторија тука, каде што сега ќе влезам, во оваа мала просторија, од 2008 година до 2013 година оваа просторија функционираше како основно училиште. Тука учеше само еден ученик, а тоа беше синот токму на нашиот претходен соговорник Спасе Чакрески, неговиот син Петар, кој што тука го помина своето основно образование. Тоа беше можеби последната искра надеж дека животот ќе продолжи и понатаму во Маријово. Но за жал, во 2013 година неговиот син мораше да се пресели во Прилеп поради образованието и со тоа згасна можеби последната искра на надеж дека ќе го слушаме и понатаму детскиот джагор низ сокаците во ова село, затоа што и другите помали дечиња кои што требаше да го продолжат своето основно образование тука во Маријово, поради тие услови се преселија во Прилеп. Дали некогаш ќе се врати тој стар начин на живот, дали некогаш повторно ќе се врати животот во Маријово и во Витолиште, останува да покаже времето.